Благодарам, председателе, почитуван пратеник Спасовски. Второто прашање се однесуваше на единината во насока на евроинтегративниот процес на државата. И блокадата која што имаме од нашиот источен сосед Бугарија. Ке се обидам да бидам прецизен, за да можеме оваа тема да ја гледаме надпартиски. Да не ја гледаме ситно партиски и да се обидеме да излеземе од кутијата на партиските интереси. Туку ќе се обидам да биде тоа државна тема. И така и ќе ви дадам одговор на ова прашање кое што го поставивте. Нема да ја коментирам состојбата која што ја затекнавме. Сме зборувале многу, сте зборувале многу како политичка партија и како влада, и граѓаните им е доволно од тоа што го слушале во минатото. Јас нема да се враќам нити на нашите критики, нити пак на вашите оправдувања како политичка партија и како влада. Ке се фокусирам на реалноста и она кое што е наш предизвик. Ние во моментот имаме предизвик, а тоа е промената на Уставот и вклучување на дел од нашите сограѓани, кои што за себе велат дека се припадници на бугарската заедница, во преамбулата на Уставот, за да можеме да ја одржиме втората меѓувладина конференција. Тоа е сега во моментот што е фактичка состојба. Отварање на втората меѓувладина конференција, а услов за тоа е вклучување на дел од нашите сограѓани кои што за себе велат дека се припадници на бугарската заедница во Македонија. Прилика тука е состојбата. Бидејќи тоа го прифатила претходната влада, прифаќајќи го францускиот предлог. И во ред, ова е факт. Предпоставувам, вие ќе се сложите, сите во салава ќе се сложат, медиумите, сите ќе се сложат за овој факт. Како влада, кога го имате овој факт пред вас, седнувате и анализирате и правите стратегија. И велите, дали ние во оваа игра сме за да се најдеме на стартната рамнина или сме да ја завршиме трката? Ако сме во оваа игра само да се најдеме на стартната рамнина, тогаш може би и во ред ќе речеме, еве, ќе извршиме политичко самоубиство и ќе го направиме и тој чекор. Но ако гледате државнички и пошироко, во еден поширок контекст, тогаш ќе речете во ред што добиваат граѓаните и што добива државата од сето тоа. Имајќи предвид дека министерот за надворешни работи на нашиот источен сосед јавно кажа, јасно пред цел свет, дека ова е само почеток. Ова не е крај на барањата на нашиот источен сосед. Вели, ова е само почеток, ќе видиме таму што ќе се случува понатаму. И кога го имате овој факт како информација, тогаш логично е и да креирате таква стратегија за понатаму. И дозволете ни како влада да креираме таква стратегија за понатаму, бидејќи јасно тој кажа, ова не е крај, ова е почеток, го цитирам, од барањата кои што ќе следат. Еве сега имаме прв тест. Сега треба да биде од страна на земјите членки усвоен документот за малцински права. Предпоставам, сега немате човек кој што се занимавал со евроинтеграција во вашата пратеничка група, но предпоставам ќе го прашате Маричич и ќе го прашате коалициониот партнер Бујар Османи, ќе ви каже. Сега следи еден таков документ. Министерството за надворешни работи и надворешна трговија го подготви тој документ и го испрати во Брисел. Дури успеавме да ангажираме и пробоно, без да биде на трошок на граѓаните,
консултант кој што е на предлог на самата Европска комисија да ни каже каков е овој документ и да биде европски документ, не наш. Еве ќе видиме како ќе реагираат на тој документ нашите партнери во НАТО, односно нашиот источен сосед Бугарија. Еве, тој е првиот тест. Но пред тој прв тест да дојде, има уште еден, би рекол, вовед во овој прв тест. А тоа е извештајот на известувачот за состојбите тука во Македонија, кој што во среда ќе се најде пред европските пратеници, членови на АФЕТ, во кој што ќе се зборува за посебниот, многовековен македонски идентитет и посебниот македонски јазик, кои што се поврзани со нацијата, не со територијата на државата. Тоа е многу важно, затоа што македонците се насекаде во светот. Не се само овде, во овие 26.000 квадратни километри. Ги има насекаде во светот. И ќе видиме како ќе се однесуваат пратениците кои што доаѓаат од политичките партии кај нашиот источен сосед. Од тоа што го имам како информација и амандманите кои што се поднесени, не сум голем оптимист за нивното проевропско однесување. Мислам дека тоа нивно однесување повеќе прилега на преликите од средниот век. Но во ред, одлучиле бирократите во Брисел пред многу години од денеска да ги примат во европското семејство. За жал нас одлучиле да ни даваат блокади поради билатерални прашања. Тоа е одлука, таква каква што е. И сега тие се таму, ние сме надвор. Еве имаме два теста, два лакмус теста, да видиме какво ќе биде однесувањето на тие луѓе кои што треба да носат одлуки, бидејќи лесно ќе помине ова во парламентот доколку има мнозинство и бидејќи не е проблем нашиот македонски идентитет и јазик, нели така велат, не е тоа проблемот. Очекувам овој извештај за прв пат, дури на 4 места, да напише дека имаме ние посебен македонски идентитет, различен од нивниот, не после 45-та, туку векови претходно, македонски јазик. Еве, ако тоа не било проблем, имаат пратениците европски во Брисел сега да се истакнат, да кажат. Така, таму не треба юнанимити, таму не треба едногласие. Таму се носи одлука со мнозинство. Кој има мнозинство, тој добива. Тој што нема мнозинство, тој губи. Еве, ќе имаат можност тоа да го направат и јас искрено ве замолувам, не само вас, тука ја гледам и Зајкова и останатите, кои што се дел од одредени политички семејства, кои што имаат европратеници, да лобираат во насока на тоа да се прифати ова све за кое што го зборуваме. И на тој начин, за прв пат во историјата, Европскиот парламент во свој извештај ќе вклучува засебен, многовековен македонски идентитет поврзан со нацијата и со македонскиот јазик. Еве, ги повикувам сите, дајте поддршка сите заедно да излеземе и да ги убедуваме тие пратеници. Но сега на 4-ти е само извештајот на АФЕТ, Комисијата за надворешна политика. Од прилика јули го очекуваме конечниот. Јули го очекуваме конечниот извештај да се гласа. Ова е во моментот врз основа на што ние треба да носиме одлуки како понатаму. Не знам дали знаете, но во Бугарија има комитет во кој што членуваат представници на малцинствата. Роми, турци и ерменци. Зарем ние македонците, кои што имаме 14 пресуди од Судот за човекови права во Страсбург, кои што се кредибилни да носат пресуди за Омо или Индемпирин, не заслуживме место во тој комитет. А тие заслужија место во нашата преамбула. Јас не се слогалствам со тоа. И додека не видам таму македонец, кој што е дел од тој комитет, а за тоа треба сите заедно да работиме, нема ни милиметар да се мрдам додека сум премиер на оваа влада. И конечно на крај, бидејќи немам време, за отприлика 3 часа или нешто помалку од овој момент,
Министерот за надворешни работи Муцунски ќе има билатерална средба со државниот секретар Марко Рубио. Благодарам.